денеска на задоволство на струмица и струмичани, но се надеваме на цела Македонија, на сите љубители на филмот и филмските проекции. Го почнуваме деветото издание на струмичкиот филмски фестивал Астерфест, кој што навистина за мене представува посебно задоволство, заради тоа што уште од почетокот на мојот градоначалнички мандат пред 9 години го стартувавме и навистина секоја година расте во својот обем, во својот квалитет и во својата афирмативна улога на струмици нашата Македонија. Гостите кои што се самите по себе присутни овде на фестивалот сами потврдуваат за вредноста на филмскиот фестивал и за неговиот растеж во годините наназад, кој што денеска го има постигнало како една кулминација. Се надевам дека овие 9 години ќе бидат одлична можност за најавата за до година, за јубилејните 10 години, филмски фестивал Астерфест од Струмица. Da prvo se predstavim, ja sam rođen u Skopju, živim u Sloveniji i za vreme Drugog svjetskog rata sam čak bio u ovom gradu, tako da mi to posebno znači jer tu mi je bio spašen život na neki način. A pre 4 godine sam bio u žiriju ovde, tako da sam po drugi put ovde i jako sam se radovao kad sam doznao da ću dobiti tu nagradu i kome konačno ne bi bilo drago da u zemlji gde je rođen i u gradu gde je onako doživeo drugi život da bude nagrađen i da onako jednostavno drago mi je. Бидејќи рековте втор пат сте на фестивалот, ваше видување за еден таков тип на фестивал кој што во фокусот го има краткиот филм? Drago mi je što je ovde i direktor Oberhausenskog festivala. Bio sam pre 14 dana baš na njegovom festivalu u Oberhausen, jer su mi prikazili neke rane radove i tako dalje. To je najveći svetski festival kratkog filma. A ovde ovaj festival ide stopama, vrlo dobrim stopama iza Oberhausena, mogu reći, jer je srčanost prije svega ovde i neki entuzijazam koji više volim nego neku onako već utečenu stvar, neku formalnu. Lepo je što prodire taj kratak metar i u ove prostore na taj lep način. You know, Macedonian films have a long tradition in Oberhausen. Some important filmmakers have been awarded in the past 50 years in Oberhausen. So I was eager to come here. It's actually my first time in Macedonia, and it's an enormous experience for me. And by the program you are going to have awards for the achievements in the field of short movie. So what this award means to you and to your festival? Oberhausen is the oldest short film festival in the world, and it means a lot to us that now there is a recognition, you know, also for the festival, because usually we are the institution who gives awards to others, and actually this is the first award I've ever got. Ова година имаме енормно голем број на филмски гости од разни страни на светот. Јас сум презадоволен што фестивалот се развива во една насока која што ние зацртавме 2005 година со една визија која што значеше освојување на не само нови кинематички пространства, туку напротив собирање на луѓе од сите страни на филмските меридијани, затоа што имаме тука филмови кои што се закитени со низа награди на светски фестивали од А категорија. Нашиот фестивал веќе влегува во мрежата на таа мапа или на манифестации, и оваа година под мотото за деветото платно се обидовме да направиме пресек на актуелното филмско творештво во полето на кузометражната филмска творба пред се, со присуството на лауреатите на Карпо година, на Ларс Хенрик Гас, со присуството на сите останати чинители на оваа манифестација. Правиме се да го задржиме квалитетот, да одиме во една нагорна линија и да се подготвуваме соодветно за јубилејот, односно за нашето 10-то издание.